Здраво, Огнен. Пред се да се благодариме на Портрет за оваа покана, затоа што се договараме многу, не знам колку месеци, да се видиме на кафе, не сме успеале, така да супер прилика е да се видиме, да си направиме муабет. Сега муабетот повеќе во фаза интервју, јас те прашувам тебе, ти мене, така да... Значи страшно што требаше Ружичка да ни пише порака за да се видиме на кафе. Да, ма да се благодариме, сепак еве добивме прилика. Фала руки. Добре, ја ќе почнам со прашање. Еве првото прашање ми е што е најблиску до вистинскиот ти, вистинскиот Огнен, односно Огнен тренерот, кајакарот? Се започна со кајак, така да се уште таа главна идентификација е преку кајакот на Диви води. Меѓутоа, паралелно, фала Богу, и со таму тоа факултетот што го учев, се надополни со тоа што станав тренер по мултифункционален фитнес. Тоа е за. Многу луѓе ќе ве речат кросфит, например. Да. Меѓутоа ќе бидат исправени, тоа нема да биде баш така. Јас знам дека многу пати сум била исправена кога ќе сме кажале дека одиме на кросфит. Вежбаме мултифункционален фитнес тренинг или само... Секоја дисциплина си има свое име. Тука нема мешање. Добро, значи сега сите да знаат дека не се вика кросфит. Него сега кога се поздравувавме те видов професионална деформација, ама изгледаш многу добро. Фала. 2,5 месеци ми се чини од породување ти се поминати. Толку. И реално од професионален аспект изгледаш добро и прашање ми е како успеа генерално да ја одржиш формата која што и претходна имаше. И која дисциплина и мотив те тера за истото и како ти оди сега за сега? Да, 2,5 месеци од кога станав мајка. Искрено, мислев дека побавно ќе ми оди враќањето. Ама мислам дека има врска тоа што вежбав за време на цела бременост. Последниот тренинг ми беше 2 дена пред породувањето. Тоа ти било паметно и многу на место. Така да тогаш бев дисциплинирана. А сега кога сме кај дисциплина, сега не можам баш да ја наречам дисциплина во ново време. Мислам дека сега како ми оди, од прилика кеттлбелсот се заменати со тропалки. И кога добивам window of opportunity, ја користам приликата дома. Да, Стефанов релаксатор, ја наоѓам начин, најчесто вежбам табати сега, што ти си научил на времето. И некојаш тренингот ми е, например, на рати. 10 минути сега, па после некое време уште 10, па после уште 10. Подобро ама него важно ништо. да се, да, важно Подобро да се него извежба. ништо. Така да за сега може да кажам дека се наоѓа начин како да се извежба, можда просекот е 2-3 пати неделно. Искрено браво. Си имал прилика да тренираш стотици луѓе и како во кајакарството, така и во фитнес револуција и општо како тренер. Па може ли да издвоиш некој пример кога си бил најзадоволен од твоето влијание врз нечи спортски успех или прогрес? Знаеш, оваа професија е многу благодарна, у смисла дека многу човекот како тренер чувствува лична сатисфакција. Значи, да, финансискиот дел е мотив, меѓутоа, кога ќе видиш дека некои луѓе достигаат тоа кој што им било цел, врз основа на тоа што ти си им го спремил и дал како ефорт, е многу убаво. Не можам конкретно да издвојам еден момент, затоа што имало и во како кајак, како тренер по кајак и генерално во фитнес револуција, сите приказни ми се успех. Секој што ќе дојде и ќе ми покаже имам сикспек или не знам сум ослабел 10 кила или имам 10 кила мускули плюс, мене ми е или може да ќе кажеш се осеќам подобро. Свет. Или што е најбитно, да, тоа гледаш луѓето го За well-being. заборава дека една не е само физичкиот момент кој е појак, кој е послаб или не знам кој подобро изгледа, него луѓето доаѓаат и ми викаат дека се осеќаат многу добро од кога ќе извежбаат после работа. Нема боле од тоа. Долго време вежбаше со мене, сигурно има некоја вежба што ултра многу те нервирале која сум ти ја давал. Не знам. Не мислам дека не размислувам така, дека перцепцијата како за работата, за општо и во животот и за вежбањето ми е генерално иста, тоа е дека кога нешто треба да се направи, не размислувам дали сакам или не сакам да го направам. Генерално и во животот има работи што сакаме да ги правиме и што не ќеме да ги правиме. Колку поише размислуваме тоа едното што не ќеме да го правиме, му правиме procrastinating, толку поише одбивност ствараме.
Тоа Така е да- многу точно. Така да мислам дека немам таква една омразена, да речам, или вежба што ме нервирала. Една пики мора да имаш што те боцка, ти као, денеска, вака статистички ако собереш од 365 дена од 200 вежбања, да речеме, сигурно една те така нервирала у процент најмногу. Ај нема да биде како Луѓе да- едно, него може да Ајде, кажам може, комплект. бавните тренинзи за изометрија што сте ни ги давал. Нормално да Тие не дефинитивно ми проаѓале најспора. не иде со твојот карактер тоа. Добро, ај малце за мене викаат дека луѓето сакаат да се слушаат и по нешто за себе да им кажат. Што мислиш дека е моја најголема предност, ева вака што си ја забележал кога сме вежбале заедно? Абе, сега само што кажа со претходниот муабет, ти сакаш динамичен тренинг, таков ти и животот. И како вика она, едноставно сакаш да ги завршиш работите и на време и колку како ти е дадено. Немаш заобиколен пат. Значи дисциплина, вајде. Дисциплината ти е на високо ниво, кога ќе кажеш дека ќе го направиш тој тренинг, го правиш и искрено беа како тренер ми е многу лесно со луѓето како тебе да работам. Thank you. Иначе, ако ти текнува кога сме броеле нели колку повторувања, и ако не си сигурен дали си направил 10, секогаш направи плюс, нели, тоа била девизата. Како колку пред напред, не знам дали 10 или 9, увек правиш си Секогаш напред преш 9. едно, Да. не шкоди 11, Плюс а 9 едно си не мање. е проблем. Проблем е едно помалку ако направиш. Последен пат кога се видовме, а беше одамна, знам дека турбо ти беа деновите. Како успеваш после таков ритам на живот, добро се малце променет, да најдеш релаксација и опуштање во секојдневието после тоа? Не успеваше. Добро. Не. Стресот генерално го исфрлам дефинитивно со спортски активности, дали е тоа трчање, дали е тоа тренинг, тоа ми е да кажам начин за исфрлање на стрес после било каков стрес на работен ден. Релаксација предходно ми била, да речам, навечер со чаша вино се релаксирам, најчесто со Виктор на тераса, правам еден рикеп. Нема или поубаво. Сега успевам да издишам од кога ќе го заспиеме Затоа бебето, реков, така да... променето е сега него последен пат кога се видовме, така да fair enough. Ја нешто им викам на луѓето, треба да имаат хоби. Значи, кој ќе ми рече, да идам теретана, само кој ќе ми каже, идам на вежбање, као тешко му е. Мора да се најде човек хоби. Хоби кој што е врзано со физичка активност. Добро, да. И генерално здравието така би го врзал со, знаеш, хоби кој што ќе те ангажира психофизички, па да речем и емотивно, и нема да има лош импакт на здравие. И ќе сакаш да го правиш. Па да, Добро, затоа се менјаат активности за да не ти досадат и да ги уживаш. апсолутно. Како да се мотивира некој што е целосно физички неактивен или незаинтересиран за вежбање и здрав начин на живот? Ме погоди со ова, ако треба да бидам брутален, таа мотивација не прави нездраво општество. Кој е тој мотив? Едноставно мораш да идеш да се движиш крај на муабетот. Генерално тие мотиви и чуда доаѓаат од внатре, значи треба да има внатрешен порив за да ти станеш и ги правиш работите, ама зарем треба да дочекаме болест или повреда или ултра да сме, не знам, дебели или слаби за да идеме да правиме нешто. Добро, значи еве повик да го правиме превентивно и почнуваш и да не сакаш, после тоа станува рутина и Апсолутно, дисциплина. така се гради здрава нација пред се. Така е. Јас знам порано ти колку вежбаше, пошто доаѓаше со мене да вежбаш, ама сега од кога си мајка, сигурно ти се променила рутината од таа интензивна, правилно интензивна од последниот период. Па сега не можам баш да ја наречам во моментов рутина, зашто има нели само 2,5 месеци. Да, и да, гледам по сториња. се вежба, како што кажав, кога се наоѓа прилика за тоа, така да далеку од поставување на рутина сум. Имам мал шеф дома што е in control на мојата агенда. Диктира. Диктира, И така ќе да диктира. сега не сум ја во контрола. Али што се однесува до рутина, пробуваме со Виктор да се држиме на рутина што имавме, тоа трчавме секоја сабота, недела са бајлички. Браво. И сега тоа го правиме, некогаш имаме обиди со количка со Стефан да го правиме. Видови тоа како испадна исто на стори. А Реално некогаш- за версус стори. Да, се менјаме на клупа, кој држи, кој трча, али некогаш од дома ја искачам да истрчам, он седи и после се менјаме обратно, така да Тоа делење обврски е Видно е таа најфер некоја рутина, Така да. пробуваме да ја одржиме, Добро, да бе, ја супер. вратиме. Мислам дека малце ти треба да се вратиш, малце да потпркне и тоа е тоа. Па не ти викаат дека треба да го прилагодиш на твојот лајфстайл кога ќе имаш нов
член, ама мислам дека е негде балансот измеѓу, така да Тоа е во моментов многу и ние се поточно. прилагодуваме. Да, баланс е увек точно. Еве сега кога сме на тема родителство, кажи ми како родителите може да бидат пример за нивните деца за воспоставување на здрави навики? Или подобро еве како сте ти и Михаела пример за Ема? Прво ќе почнеме, еве ти си пример. Детето кој ќе биде свесно и кој ќе те гледа дека трчаш, дека вежбаш, дека јадеш убаво, што ќе гледа? Нема да гледа дека седиш пред телевизија и ништо не правиш. Исто сме ние дома. Михаела вежба многу и тоа Ема го гледа. Јас со Ема сум секде аутдор, колку што можам повеќе да бидам. На тајна морам да ви кажам дека Ема си има качено на водно поише од Михаела. Стварно. Така да тоа што го презентираме, тоа ќе бидат децата. Без форсирање, фала Богу, меѓутоа јас инсистирам детето да биде физички активно. Добро кажа, мислам дека секогаш се пример родителите и Апсолутно. децата гледаат и после Тоа што ќе го ставиш на маса, тоа ќе го гледаат и тоа ќе им остане. Генерално од мали години чим се навикнат, многу е полесно после тоа. слага. Кој ти е моменталниот фокус, земејќи ја предвид новонастаната ситуација? Па, кога се однесува на фокус моментален, нормално ми е мајчинството пред се и приоритет и сакам да се покажам добра во таа улога. А кога збориме сега за физичка Во активност, однос, да речеме, на слично, вежбање. Па желба ми е да се вратам брзо у фул форма, желба, значи не можам да кажам фокус. И желба ми е наскоро да се вратам и на полумаратоните и да истрчам еден полумаратон. Браво. У блиски неколку месеци здравје. Тоа беше интересно. Постои ли надпреварувачки дух помеѓу тебе и Виктор? Па, Виктор не е толку компетитивен, кога станува збор за игри. Кој смее покрај тебе? Знаеш дека јас сум доста компетитивна и сакам игри. Еден пример, например, он трча да се релаксира, си слуша подкаст, не пушта страва, уопште не мери. Ти трчаш да го стигнеш да е Ја. пред тебе. Не да Не. може да има гужва у парк. Јас се осеќам дека не сум истрчала ако не пуштам страва. Али компетицијата што ја имам па е со сам себе, нели секогаш гледаш да си фала подобар, Богу. гледаш колку побрзо си истрчал, особено кога се спремав за полумаратон и слично. Ама можам да кажам дека имаме компетитивност во една спортска активност, тоа е тенис. Така да секој пат кога играме тенис се кладиме во знам и дека нешто. губиш и од него и од мене. Не, Добро, не. ја ти попуштам нека да се осетиш Ќе извадам слики и ги пратам у портрет кога сум Абе, те што е тепала. 2-1 сме. Еднаш си ме тепала, ајде тоа. А да, и Виктор дека ќе изгуби, вика дека ми попуштил зашто сакал таа кладба он да ја даде. Апсолутно така.